Се повеќе докази испливуваат од мрачното подземје каде функционира оваа власт, оваа државна мафија. По Леонардо, Порошенко, Рекет испливуваат и докази и сведочења за местење и директни наредби во судството. Испливува спрегата на државната мафија со Русковска, Јанева обвинителствата и Кацарска судството. Без срам, Зоран Заев признава дека му се јавувал на Блерин Беџети, одговорен за правните работи во ДУИ, на истиот Беџети, кој што директно го обвини дека Заев вршил притисок врз него да влијае на одлуките на судскиот совет за смена на председател на суд и тоа да биде завршено до септември, според зборовите на Беџети. Без срам, Заев признава дека му се јавил на Беџети за Јово Вангеловски. Според датата која што ја наведе Беџети, тогаш беше суспендиран Владимир Панчевски, а беше одложена расправата за разрешување на председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски. Па Заев, ако признаваш дека си зборувал со Беџети за Вангеловски, ајде признај и зашто си зборувал со Васко Ковачевски за тендерите со ископот во рек Битола. Зашто разговараше со Китанов за експресниот пат Штип-Радовиш? Зашто разговараше со Филипче за тендерот за стерилизација во Италија? Зашто разговараше со Ден Дончев и Кича за оние 11 милиони евра од Диамет? Заев, директно да одговориш, дали си нарачал Јово Вангеловски да биде разрешен до септември? Почитувани, ова е јасен доказ за нарачани судски одлуки, местење на судски процеси, местење и нарачки на членови и распоредување на судии. Ова е јасен доказ за целосна зависност, подчинетост, окупација на правниот систем во Република Македонија. Ова е доказ за киднапираното судство, за судство кое работи по нарачка, за судство кое заедно со киднапираното Русковска Јанева обвинителства се спроведуваат политички монтирани процеси против неистомисленици. Ова е доказ дека и вчера Заев повторно упати јасни, сериозни закани кон новинари. Ова е доказ за политички режим и диктатура. Почитувани, Зоран Заев го згази правниот систем. Заев го уништи телото за реформи според барањата на Прибе и ја киднапираше судската независност. Заев, аболицираниот криминалец, е човекот кој сам себе се ослободи за подкуп, 1 евро за вицето, 1 за црквата. Тој е човек кој што го згази достоинството на парламентот, секојдневно го рекетира бизнисот, сега го киднапира буџетот, додека граѓаните тонат во сиромаштија, а државата ја прикова на дното. Тој е човек кој што сам обвинува, сам пресудува и суди и сам екзекутира. Зоран Заев ниту е чесен, ниту е достоинствен за функцијата. Зоран Заев е срам за државата и тој срам се повеќе меѓународно се шири. Зоране Заев, ништо помалку од оставка повеќе не е валидно од тебе. Оставка веднаш и Собранието на Република Македонија да распише предвремени избори. Ви благодарам. Имате ли прашања? Имам јас слично на темата, како ја оценувате вчерашната одлука на владата за формирање посебно тело за борба со криминалност и корупција? Срамно е влада после 3 години, во време кога се стега обрачот околу премиерот и неговите најблиски соработници во еден најкоруптивен случај, наречен Рекет, да формира сега тело, внимавајте, влада, со сите институции, со сите органи за испитување за репресии и сите институции за заштита на правото и правниот систем, по 3 години власт формира тело за борба со корупцијата и криминалот. Прашањето е дали досега не функционирале? И прашањето е како истите оние луѓе кои што се споменуваат, можеби под псевдонимите Кики, Фрики, Коки, Зоки, Шеки, сега ќе координираат тело за борба со криминалот и корупцијата. Ова е уште една маска, уште еден прав во очите на јавноста, само и само за да се заташка, за бошоти истрагата за случајот Рекет.